Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Радмила Пишева, директорка на јавното предпријатие Лајка, професор Стојан Стојков, композитор, и Ѓорги Петрушевски, режисер и уметник. Останете со нас до 11 часот. Продолжуваме со нашите гости во студио. Како што видовте од најавата, имаме интересни професии кои што ги спојуваме на една трпеза ова утро. Ќе позборуваме на многу нешта кои што тие во моментот го работат и е актуелно. Секако дека во овој дел од емисијата ќе имате добри домаќин, ќе верувам и за нашите гости, а и за вас, почитувани гледачи. Еве, од сите добро утро и за тебе. Во овој дел се дружиме. Добро утро, Верче, поздрав до тебе. Ако сами не се пофалиме, кој да не пофали, нели реално? Така, нели малку почитувани имаме навистина убава екипа овде во студиото. Сосема случајно дознавме дека сите се музичари, иако сите се дојдени за различни теми за да разговараме овде, но верувам дека ќе биде интересно и дека ќе останете со нас и до 11 часот. Верче, да ги представиме уште еднаш. Така, да ги поздравиме уште еднашка. Веднаш до мене е Ѓорги Петрушевски, кој што е уметник и режисер и ни дојде од Софија. Ти благодариме што еве си дел од утринската во утро. Благодарам на поканата, драга Вера. Добро утро на гледачите. Да, токму така, јас сум Ѓорги Петрушевски, обојсте режисер и многу се радувам што сум дел од вашата емисија и ќе споделиме на заедничка енергија утринска со гледачите. Така, ти благодарам многу. Веднаш до тебе ни е Радмила Пишева, која што е директорка на јавното предпријатие Лајка. Добро утро. Добро утро и за вас и за вашите гледачи и благодарам за поканата. Така, сакаме да чисто пати се гледаме, правиме на различни прилози, имате навистина, да кажам, една хумана мисија што се вели и таков еден настан не очекува на крајот од месецот мај, затоа ќе проговориме малку подоцна, но еве убаво што имаме ова утро со нас. Благодарам. Така, и веднаш до вас ни е професорот Стојан Стојков, композитор кој што еве долги години, иако е да речеме пензионер и сепак твори, го има се уште ја има таа мотивација, очигледно дека за музиката нема години кога да се престане со творештво. Добро утро и за вас. Добро утро гледачите на Канал 5. Благодарам што сум гостин кај вас. И да почнеме. Да се поклониме и да почнеме. Да се поклониме, почнеме. Јас би започнала најнапред од дамата, да дадеме, како вие џентлмени, да дадеме предност и би сакала наистина да го најавиме еден овој убав фестивал или кој што ќе го организирате на 31 мај и носи убаво име Вдоми љубов. Па ајде малку повеќе да ни кажете за тоа што ќе се случува, за агендата што ќе имате тој ден. Лајка секој пат на пролет прави настани од забавен карактер, меѓутоа кој што во себе секако носат една и едукативна компонента, затоа што овие настани пред се ни служат за да го промовираме вдомувањето на бездомните куќиња, на нашите штитеници, да промовираме одговорно сопствеништво, значи некои принципи, некоја етика која што нели ни е потребна за да го намалиме комуналниот проблем, за кој што нели Лајка е задолжена да се грижи, а тоа е преку бројноста на бездомни животни. И овој пат во градскиот парк ќе имаме во 11 часот, значи до 31 како што кажа. Повторно имаме едно дружење, ги повикуваме сите оние кои што имаат миленици да дојдат и да се пријават. Дружењето е концепирано како прво ќе почне, ќе имаме дефиле на нашите куќиња кои што се за вдомување. Ова е многу интересно затоа што нашите куќиња ќе ги дотерува, ќе ги украси познатата наша модна дизајнерка Ирина Тошева. Ирина Тошева изработи марами за нив. Ова сега тука спојна две хуманитарни како да кажам компоненти. Така, Ирина марамите, аксесуарите за куќиња ќе ги изработи со жените од Идризово, женскиот затвор во Идризово. Тоа е нејзин проект еден за да ги ангажира, да ги ангажира нели да ги научи на вештини и ова ќе биде прв продукт кој што овие нели жени ќе изработат со Ирина заедно, така да нашите куќиња ќе бидат украсени со потпис на Ирина Тошева, а другиот дел
профил каде што ќе може да земат учество учесниците, нели? Има еден линк на нашата страна во објавата на настанот, тука може да се пријават. Се мали 2 наградни игри за кои што имаме супер спонзори, одлични награди за најдобрите кои што ќе покажат најдобри вештини. Така. Првата игра е покажи што знаеш. И втората игра е најди ја наградата. Значи, храна, тука ќе треба највештите носеви, највештите шепи да се покажат. Така. И сите заедно ќе поминеме едно убаво време, Едно дружење, кое што да, нашите куќиња исто така ќе носат убави пораки, кои што нели ќе треба да ги мотивираат луѓето, да им ја разбудат хуманоста, да вдомат куќе наместо да купат. Сакаме да ги покажеме нашите куќенца кои што чекаат дом, кои што од различни причини нели не се дел на програмата, затоа што знаете, лајка претежно куќињата третирани, ојаловени, вакцинирани за беснило, проверени на тестот за социјализација, ги враќа на локација. Меѓутоа, некои од нив не се снаоѓаат на улица, покажуваат агресија, реагираат на точаци на возила, влегуваат во конфликт со други куќиња и тие ги зимаме со надеж дека ќе им најдеме дом. Тие се тие што се веќе подолго време затворени кај нас. Како што знаеме, стационарите не се, да кажем, идеални места за живот на куќињата и услови. Секој животно сака да припаѓа на семејство, сака да има семејство и да припаѓа на човек и да биде покрај човек. И тоа е нашата цел, ни едно да нема на улица. Да, Вирче, пред да продолжиме со прашањата кои што ние ги подготвивме, сакам да ги прашаме другите гости дали имаат домашни миленици. Да, исто така, јас сум голем љубител на домашни миленици и на животни. Да, имам домашен миленик, куќе кое што сме дефинитивно тесно поврзани и често е со нас на сите патувања и е дефинитивно дел од нас. Браво, како се вика, која раса е? Француски булдог и се вика Матилда. Матилда. Има некаква посебна приказна името, но дефинитивно едно специфично име, но е дел од нас и навистина е буквално нешто кое што никогаш не би го оставиле и е дел од нашата фамилија, од нас. Да, прекрасно. Професоре? Ние имаме здобување на куќиња. Не дома, не, сигурно. Имаме една мачка, Маца. Јас имам мачка. Разгарана, му сака да јаде, не може да најадиме. И много немирна, меѓутоа е многу мила. Тоа внуката ми го подари тоа. Сакше и кутре, ама кутре не, ама за кај неа има. Колку се, не знам, 5-6 куќиња се некаде. И кај неа, и кај мајка, и јас не знам колку куќиња се, ама така ги сака куќињата. Јас не знам дали човек може да сака повеќе нешто, сигурно. Има и такви, но не може да се погоди од неа. Оно сега беше осутен еден период, кога дојде тоа, имаше што да се види дома. Беше гадање, скокање, рипање, грвлење. Да, посебна радост е тоа, дефинитивно. Не ве најдовме намерно вака сега да бидете вие гости кои што имате домашни миленици. Така само по себе си се надополним. Да, се поклопија гости. Интересно сакам да кажам дека тука кај што живеам јас, има кутрија тие што не се домени, ми домени куќиња, ами и други има куќиња кои ќе повеќе изгледа познава дека јас така се среќам со куќиња дома и тоа. И нити ме лаат, дури ќе дојдат сака се погалат. Да. Веројатно се еден пристапот, да, чувствуваат енергија. И овдека вашиот не пречека. Да, шарпланинецот, да. Медо, шарпланинецот, Медо провери кој излегува од кола, не испрати до врата. Меѓутоа мирен, умен. Одличен, одличен. Така, јас би сакала на нашите гледачи, ете, кои што можеби не го познаваат, иако е еден од нашите најценети композитори, Стојан Стојков, како член на повеќе меѓународни организации и форуми од областа на музиката, дава огромен придонес за развој и афирмација на македонската музичка култура. Неговите композиции се изведувани во повеќе од 20 земји во светот, меѓу кои сите балкански и европски земји, САД, Канада и Русија, и секаде предизвикувале особен интерес. Познати домашни и светски хорови се уште ги изведуваат композициите на Стојков и секако си ги носат на својот постојан репертоар и за нивната изведба се наградувани на интернационално ниво.
Стојан Стојков е препознатлив како композитор и се издвојува како еден од најпродуктивните, најпрепознатливи македонски композитори кои својата афирмација ја градат не само на домашно, туку и на светско ниво. Меѓу најнаградуваните, а особено она најзначајна државна награда 11 октомври. Исто така би сакала да ја покажам и ова монографија која што ја имате, мојот творечки пат. Така да, навистина, професоре, Прекрасно, спектакуларна најава ви даде голема кариера. Малку да се пофалам, но се едно, тоа е еден дел што можев вака да се собере уедно. Па не знам како би можеле навистина во една емисија волку многу творештво кое што го имате да го собираме. Како човек се посети на нешто што го сака, тоа се е можно. Се наоѓа време, се наоѓа простор и се е можно. Јас со песната и со музиката сум растал. Мојата фамилија не се музичари, не се правници, не се инженери, не се така едно добро, хомогенизирано селско семејство, прекрасни луѓе, но сите пееја и мене песната ме зарази од таму. Така да после тоа дојда среќа, или како да кажам, патот ме водеше така, низ Скопје, Белград и патнав во Скопје на факултет за музичка уметност и сега пензионер. Так. Каде што имам време, повеќе да се посветам на себе и на мојот творештво. Знаете, за композиторот нема никогаш пензија. Дури работи раката, јас пишувам, јас пешкивам, викам, не на компјутери. И дури служа мозокот, што вика, дури уште има мотивација, инвенција и така натаму, да не зборам за инспирација. Да. Создавам. Така. Еве во студиото имаме и еден млад уметник, како вие сте учеле од првите генерации кои што биле творци, какви генерации учеа од вас? И како се препознава еден талент? Прекрасни генерации. Јас прво имав среќа што имам многу добри професори. Так. Прво имам добри професори во средната школа. Тоа беше стварно на време со прекрасни програми, со строг однос. Немаше контакт, немаше врски, немаше тие работи, него имаше останало знаење, даваа знаење и бараа знаење. Има среќа исто така во Белград на студија прекрасни професори, професор Миленко Живковиќ и професор Енрико Јосиф. Двајста беа за себе секој посебно. Миленко ги сакаше многу деца, не сакаше нас многу, како родител, а Енрико беше филозоф. Тој беше неверојатно, зборуваше 9 јазика, медицина, астрономија и што се не. И така да не творештото наче, покрај анализите што ги правевме на партитури различни и техниките што учевме за композиција, елементарните работи, после тоа прелесна во посложени форми, на почетокот тој цело време не водеше низ филозофијата, низ просторот, низ каде не се. Тоа беше едно убавина да има човек таков професор, кој што од повеќе аспекти не подготвуваше само да бидеме композитори и да гледаме само во една насока. Така. И как вака ви се чинат генерациите кои што вие ги учевте и учеа од вас? Еве, во студиото имаме секако еден ваш ученик да ги прашаме и него. Скоро издаде моја композиција во Америка. Да. Има прекрасни студенти. Многу ги има да ви кажам. Се она што го слушате сега, од сега спомнавме Весна Гиновска, Симон Трпчевски, Дурловски и кои се не. Сите биле на еден начин кај мене. Јас пребав хармонија и полифонија, тоа се теоретски предмети, меѓутоа многу значени за комплетното формување и на уметникот, и на теоричарот, и на композиторот, и на сите. И беа одлични студенти и сум многу среќен, многу сум горд на сите мои студенти кои поминале. Знаете како е, задоволство е големо кај педагогот
кога ќе сретне со студент или со ученик кој бил, да не размени. Така. Јас сум од оние кај што сме се сретнале, ама никој не разминал. Да. Туку се Ќе ме задоволства, поздрави, ќе се поздравиме, ќе се изгушкаме и едноставно така сум на некој начин може сум воспоставил некој доста интимен однос, но сепак со задршка една, нели, дистанца да има. Сме блиски, но сепак се го знаат секој местото. И може би тоа допринес да бидат они многу квалитетни и јас сум многу горд на тоа. Така. Да, еве, Ѓорги, сите верувам дека имаш... Од прва рака може да ни каже. Да, кои се лекциите кои што ги научивте од професорот Стојков во моментите кога почнувавте да ја градите вашата музичка кариера? Дефинитивно има голема енергија во студиото, бидејќи се зборува за нашата работа и за тоа како треба да се изгради еден уметник. Генерално, јас немам директно искуство со професорот, не бил мој професор, но бил мој ментор, односно има напишана композиција за обоа и пијано. Инаку јас сум обоист и режисер. Мојот пат започна со обоата и тоа е инструмент кој што бара длабока дисциплина, посветеност и чувствителност. Зошто го одбра токму тој инструмент? Преку неа научив да дишам со музиката и да создавам емоции без зборови, но со тек на времето се појави желба за проширување на мојот уметнички израз. Тоа што значи? Значи дека не само што ќе бидам дел од сцената, но и ќе обликувам. Од тука се појави љубовта за режијата и дефинитивно ми овозможи да бидам да размислувам пошироко, да создавам наративи, да спојувам музика, сценски движења и драматургија во едно заедничко доживување. Дефинитивно обоата и режијата се различни уметности, би можел да кажам, но кај мене некако се спојуваат. Тоа значи дека обоата, односно инструментот, ми ја дава длабочината и чувството, а режијата некако ми ја дава визијата и структурата. И на тој начин ми помагаат да создавам едни комплексни приказни кои што ќе ги развијам на различни нивоа во уметноста. Така, да создадеш она врска помеѓу емоцијата, помеѓу звукот и она кое што се гледа. Одлично. Ѓорги, ти си еден од најпознатите и од твојата генерација најквалификувани уметници. Имаш настапи како концертен солист на многу меѓународни фестивали во нашата земја, во престижни концертни сали во Њујорк, Шведска, Италија, Германија, Естонија, Швајцарија. Соработка со водечки музички личности, образованието ти е во Скопје, Виена и во Софија. Кажи ни малку кога би можел, еве, иако си млад, но имаш веќе искуство, каква е културата и музичката сцена овде во нашата земја, а она кое што сепак имаш можност и надвор да го видиш? Токму така, ти благодарам, драга Вера, одлично прашање. Буквално секаде кај што ми кажавте дека сум настапувал, односно сум земал успешно учество на реализирани концерти во широм Европа и Америка, никогаш не сум ја изоставил сонатата на професорот Стојан Стојков, напишана за обоа и пијано. Инаку, да, често патувам надвор од Македонија, како што кажав, патот започна со обоата овде во Македонија, во Средното музичко училиште, потоа продолжив на факултетот за музичка уметност. Како што кажав, осетив дека сакам да се надоградам, заминав за Виена, сега во моментот во Софија на Националната академија. Некако секое патување надвор од Македонија за мене представува нова можност за пласирање на нашата културна автентичност. Дефинитивно со гордост ја носам мојата припадност како македонец и секаде гледам македонската музика, македонскиот дух и културната автентичност да најдам начин како да ја спојам во програмите на концертите широм Европа и светот. Не се случило досега да се реализира никаков концерт, а да немаме во состав на програма македонско дело или целовечерен македонски концерт со македонска музика. Значи, видете, не правам разлика помеѓу македонска класична, македонска народна музика. За мене македонската музика е има вистинска автентичност што
мојата припадност и одговорност ми даваат цела инспирација не само како уметник, него и како еден гласник кој што ќе ја пласира и заслужува да светот да слушне за нашата култура, која што е богата и треба да биде испочитувана. Така, мислам дека вие, господи Радмила, и вие може да се вклучите во една ваква дискусија, колку што пред да се вклучиме во живо, ни откривте всушност и дека вие ја сакате музиката. Дека Јас пеете. особено класичната музика, ја сакам, веќе не пеам, јас завршив средно музичко училиште, учев оперско пеење. И ме радува што го запознав Ѓорги денеска, затоа што јас сум останав голем влюбеник во оперската музика и многу често и многу со големо задоволство гледам оперски представи и се радувам на секој нов режисер, дека Македонија ќе добие уште еден режисер, се надевам дека оперската уметност го интересира. И дека, затоа што јас сум малку традиционалист и така, само не стигнав интимно, приватно да го прашам пред да почне емисијата како гледа на новите оперски продукции или така. Може сега да го прашате во живо. На оно што е нели од Режисерски аспект, да. Режисерски аспект. Да, како што кажав, јас сум сепак мојата кариера и мојата патот со музиката започна со инструментот, со обоата и никогаш нема да се откажам од нејзе и секогаш ќе биде дел од мене и едноставно тоа, како што кажав, ми изградило и направило да имам еден однос со музиката, но од режисерски аспект ќе кажам дека дефинитивно на Македонија и фалат оперски режисери, уметници кои што вистински ја сакаат уметноста и музиката. Морам искрено да признам дека нашата работа е работа која што вистински треба човек да ја сака и да биде многу посветен. Знаете како во секоја професија треба да си вистински посветен ако сакаш да стигнеш до одредената цел, односно до успехот, но во нашата работа барам голема истреност, голема посветеност и голема љубов и човек никогаш да не се откаже. Да одговорам на прашањето како гледам на продукциите во Македонија и на оперската режија, сосема гледам дека во моментот се учам и се надградувам да го задржим она традиционалното, односно тоа кое што од времето било, но со некакви минимални примеси од современиот свет, односно од денешницата. Сепак би се задржал до крај на она традиционалното, затоа што сметам дека идните генерации треба да имаат познавање од што порано се случувало, така да во овој момент би кажал дека секогаш би се држал до она традиционалното и би ставил дел од современоста, односно би направил спој на современоста и минатото. Како ви се чини вам, професоре? Или како осветлени како гледиште вие гледате на тоа односно излагаат класичната музика? Јас имам искуство со мојата опера. Беше опрашен режисер, меѓутоа Дејан Пројковски, он немаше режисирано опера и сакаше да режисира опера и Белата невеста тој ја режисираше и се стека направи стварно прекрасна режија со изворени костуми. Сакам да кажам дека што рече Ѓорги, многу комплексна форма операта. Операта, дефинитивно. Драмата има, да речеме, драма, глумци и така натаму, која исто така не е едноставно, нели? Така. Бара знаење, бара многу работи бара, но операта е содржи повеќе елементи од уметноста. Не само дали музиката. Дали се смета за најкомплекско значи, музичко тука е дело? најкомплексна музичка дело, значи тука е оркестар, тука се солисти, тука е хор и не само некаде и балет може се вметне и тоа се случува и дава простор да биде дури и операта од, речеме, од Верди или пред Верди или Пучини или кој да е, дава простор дури, јас гледам често Мецо, и дава простор дури и на поинакви некои просто за мене неразбирливи режии како не прават или костумографии, а во балетот дури и движење некои многу интересни, знаете. Значи комплексноста на музиката и убавината нема време, нема граници, туку може да биде секојаш во времето, секојаш во просторот, секојаш интересна, секојаш модерна. Така да, што вика Ѓорги традиционист, јас стварно припаѓам на она група, нормално. Исто и јас во моментот. Времето на традиционалноста, на традиционалната музика.
а пред се на фолклора. Така сум јас познат, крстен како композитор кој е исклучително се занимава со фолклорот. Јас реков на почетокот дека потекнам од семејство кој се пеело. Јас пеев, многу сакав да пеам, сега веќе не може да пеам, немам глас да пеам, што викат, нели, нашите. Да. Но испада да не се определам на народното пеење. Чудно, некако отидов преку школата, отидов во класиката, да кажам. Но песната никогаш не исчезна од кај мене. И ден денеска, некогаш дори сакам да избегнам некои елементи кои фолклор ги содржи. Тоа е немошно. Тоа е немошно, знаете. Тоа е една златна жичка која е поставена и која постојано е присутна, ама кога год да сака да скршите не можете, тоа е присутно. Нормално тоа е садено преку едукацијата, нели? И тоа и преку самиот живот, преку инспирацијата и преку тематиката која ќе третирате. Речем јас за Змејовата невеста барав либрето, јас сакав да напишам опера и барав либрето и се најдов кај Молеров. Кога го видев јас на Молеров драмата, тамо вика синоптис за опера, кој од драмата јас веднаш ќе слушам музиката. Така, тоа е единствена наша македонска опера? Па не е единствена, за жал има многу малку. Многу малку има, многу малку се изведуваат. И колку што ги има, не се изведуваат. Зошто не се изведуваат и никако не се на репертоарот? Значи, мојата опера беше изведена 73 пати, на исто време се 73 пати, на Трајко Проковер не знам кај, нешто повеќе на Кира Македонски цар Самуел се изведе. Да, еве. И толку некад околу 9-10 опери се. Зошто никако не се наоѓаат на репертоарот? Еве надвор од нашата земја постојано тоа се е на политика, репертоарот. тоа си програм политика на институциите, ние не се мешаме во тоа, ние сме должни да создаваме, а институциите се должни да спроводат политика и дали ќе И да го прават репертоар. И да го прават тоа што И да го мислат прават. сите како вас. А поготово кога станува збор за дела кои се иствари на листот македонски музички фолклор, кои носат не само идентитет, носат пораки, носат символика, традиција. Многу работи носат обичаи и што уште се што го содржиме во историјата наша како фолклорна историја, како традиција фолклорна и не само фолклорна. Зошто ја дадовте токму Змејова невеста, таков наслов дадовте на оваа опера? Па Змејова невеста беше, тоа е оригиналниот наслов на Молеров, тоа се река драмата, него? Да. Тоа е наслов, оригиналниот наслов и нормално насловот го носи и ова. А и самата содржина Некаде го најдовте спојот и го најдов со личниот живот спојот. Со личниот живот. Видите како човек ќе оде пак се најде некаде таму кај што е. Змејата на невеста испада некако автобиографска моја композиција. Не со намер да биде автобиографска, него со автобиографска. Зошто? Целиот живот, целата содржина на операта, она почна од девојче и така натаму се да зборам сега, влюбена во Змејот, што не може да биде, нели? Тоа е вака, она и дан се ствара во паметот дека тој треба да биде, он треба да смулево, но се тоа оди како што да не раскажам сега приказката, сакам да одам до крајот. И мојата свадба беше од моето село, преку планината, 8 сата, преку планината до селото на сопругата моја, таа е од Митршинци, Бероско. И горе, кога се качеме на планината, има една, се вика Ајдучка чешма. Прекрасно, една ледина, убава ледина. Ајде. Ве бараат да ви кажат, изгледа дека ве гледаат на Канал 5. Да, нема проблем, професоре. Не се... Ништо страшно се случува, емисија во се живо. случува. Да. И седнавме на таа ледина и операта така оди. Операта исто така оди. Кој оди Милка низ ова, која прават од соседното село, доаѓат на ледината, доаѓат кај чешмата, исто така, чешмата на Змејот, Змејовата чешма, Змејовата планина, седнат тука и така завршува прати што Змејот ја киднапиран, или да, или не се знае тоа, останува како енигма. Енигма, а и за разлика од тоа, јас ја донесов невестата дома. Значи, исто беше кај чешмата, со сатовите, со тоа. Така да,
Ето, водеше, цело време ме водеше и музиката, и песнавата. Значи, вистина е тоа дека сите уметници си вметуваат нешто лично во своите изведби, во работата која што ја прават. Да се вратиме малку на бездомните куќиња. Ме интересира како јавното предпријатие Лајка работи на промена на перцепцијата дека е опасно да се вдомат бездомни животни. Не знам како работи со самото тоа, со целиот наш, со сите наши пиар активности, со сите наши објави. Имате на вакви настани? Ние имаме многу, да кажеме, вложуваме многу во едукација, имаме соработка со градинки, со училишта, со средни училишта, со основни училишта, со задоволство наставниците, професорите доаѓаат во веројатно имат некои своји програми и ние плюс имавме еден караван едукативен лани кој што беше навистина преку 20 училишта посетивме за да укажеме дека комуналниот проблем всушност го создава човечката неодговорност. Апсолутно. Така. Дека не знам зошто би биле опасни со сите наши објави, со тоа што ние покажуваме успешни приказни. Напротив, и бездомните миленици се некои, јас како собственик на бездомно, како да кажем, како мајка на бездомно куче, се најблагодарни. Знаете зошто? Затоа и секогаш се трудиме да објасниме. Вдомете постаро куче може да ја направи разликата. Знае дека сте му пружиле дом, знае дека сте му пружиле семејство. Бескрајно е благодарно. Кога вдомувате веќе возрастно куче, вие знаете, значи да не е мало кутренце, папи, сите секогаш сакаат мало, мислат